Денес во Прилеп дојде Љупчо Николовски продолжената рака на Зоран Заев, кој после поразителните резултати како министер за земјоделие и како главен човек во борба против криминалот и корупцијата се враќа повторно на местото министер за земјоделство. Каква иронија! Прилепчани директно на своја кожа ги почувствуваа катастрофалните политики на СДСМ, на Николовски и негрижата на земјоделците. Тутунопроизводителите ги излажаа и ги манипулираа. Мака мачат и едват врзуваат крај со крај. Нивниот труд и нивната макотрпна работа не е ценета. За време на СДСМ сведоци сме на најлошиот откуп на тутун по мизерно ниска цена, која им зададе сериозен удар по домаќинствата кои честно си го заработуваат парчето леб. За подсетување, Љупчо Николовски ги излажа земјоделците во 2016 година. Тогаш ниту обезбеди за гарантиран откуп, ниту отвори, како што ветуваше, нови пазари на земјоделските производи, ниту успешно се справи со дисбалансот на цените на пазарот. Токму затоа и избега од министерската функција во неможност да се соочи успешно со предизвиците. И замислете, сега тој истиот лик доправа че ги решавал проблемите на земјоделците. Класична навреда на интелект на овој народ, кој знае дека новата влада предводена од Ковачевски не е ништо друго освен бледа копија на владата предводена од Зоран Заев. Љупчо Николовски до ден денес должи одговор на прашањето кој стои за нелегалниот увоз на 5 камиони со тутун во Македонија и дали е тој некој човек близок до власта. Како прв човек во борба против криминалот и корупцијата на Македонија и донесе најлоши резултати, видно од извештаите на Transparency International и рекордно високо 111 место според индексот на корупција. Во време на скандали и афери од типот на Рекет 1, Рекет 2, Леонардо, аферата за злоупотреба на европски пари за тренинг на Магарина или аферата за соиздавање патни исправи на озогласени криминалци ширум светот, најпозната активност на овој човек беше заплената на путер со поминат рок. Почитувани, оваа старо-нова влада на СДСМ нема што да понуди ништо ново, само ги продолжува лошите практики и политики од времето на Зоран Заев. Затоа се потребни предвремени избори. Затоа што начело на државата ќе дојде владата предводена од ВМРО ДПМН, која честно ќе пристапува кон проблемите на земјоделците. Владата која ќе понуди квалитетни и долгорочни решенија.